Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Скопјани и скопјанки, добре дојдовте во серијата посветена на вашиот град. Ова епизода е посветена на 30-тите години во кои Скопје се прошири. Во 30-тите години Скопје започнува да заличува на модерен европски град. Ги добива првите јавни телефонски говорници, а со изградба на комплексот Рашче и првиот модерен водовод и канализација. До зградата на Стопанската комора свечено е отворена Народната банка. Подигната е и зградата на денешната градска болница, а наспроти неа започнува да се гради палатата на Бановината, денешно собрание на Република Македонија. Во 1937 година, во чест на јубилеот, 25 години од српското освојување на Македонија, покрај камениот мост се поставени споменици на српските кралеви Петар и Александар. Архитектонска круна на деценијата е изградбата на новата железничка станица на Јубава на Балканот. Вака да ти кажам точно година не, а знам дека се подигна, многу убава беше станицата. Тене Куба многу убава, доле у подрум, ова соби, едно друго, горе исто така чекални, све. Тене ретко убава ова станица беше направена. Мило, старе славе дедовино. Не ми текне телата тоа е. Ово пред мене nije neka palanka bre. Ovo je generalni situacioni plan grada Skoplja, изработен за потребите на градоначалникот Јосиф Михајловиќ. Запутите еден поглед навака, молиќу. Како што можемо да видимо на ову мапу, Скопје се проширило со неколку нови мала. Под А. Буњаковец се растеже од градскиот парк преку улица Кралица Марија, денешна Илинденска, до Венац Цара Душана, денешен булевар Климент Охридски. И преко улица Обилиќев Венац, денешна Ленинова, до улица Генерал Коваќевиќ, денешен булевар Партизански одреди. Под Б. Дебар Мало, наречено така по дебарским фамилијама кои го изградиле, се протеже од улице Кариќева, денешна Дебарца, до Зоолошке градине и Луна паркот кој постоел уште во тоа време. Под Ц. Мала станица, названа е по малата железничка станица отворена у 20-тим годинама. Зад мала станица налази се Тасино чесниче. Исто е така ново мало. Под Д. Кисела вода, која се растеже помеѓу улице Опатиска, денешна Огњен Прица, и улице
Војвода Мишиć, денешна 11. октомври. Значи, ако имате неки пријател из ових мала и ви се пофали дека е стар скопјанец, можете да му погледнете кроз прсти. Но ако каже дека е од Авталиđе или од Ново Лисиче, кажете му да вас не зајебава. Ајде. Кои биле луѓето кои во 20-тите години ги изградиле и поседувале зградите кои денес важат за темели на старото урбано Скопје? Истражувачкиот тим на досие Скопје ги прелиста старите катастарски книги и така дојдовме до имињата на газдите на овие објекти на Илиденска, без конкуренција најубавата Скопска улица. Слушате внимателно, можеби некој од вас ќе си ги препознае баба му и дедо му. Број 6408, Рубен Виктор Емил, Рубен Емилов доктор Ремон, Рубен Емилова Марија Антоанета, Џурич Емилова Ивана родена Рубен, Попилиева Емил Елена, Грковиќ Симова Бранислава, Рубен Виктора Рената, број 6409, Гривчевиќ Гаврила Јосип, Гривчев Јосифов Васил, број 6410, браќата Никифоровиќ, Џиков Стефанови Зафири Киро, Чипаровски Штилјан, Бахчевалиева Милка, број 6415, Хусеиновиќ Ќамила Пемба родена Халиловиќ, број 6433, Ферка Драга, број 6446, Талсиха има Соломон, Талсиха има Исак, Талфиха има Исак, број 6447, Коен Јудин Јаков, број 6450, Дуковски Христо Стамат, број 6661, Мазнев Георгиев Наки, број 6672, Стојановиќ Јованов Перо, Дингарац Зафиров Ристо, Галачевац Стасев Јован, број 6678, Кантарџиев Христоф Атанас, број 6679, Леви Јаков Хасан, Поленаковиќ Михајло Петар. Поугледни фамилии, како ги викава едни, мислам Власи бева тија, имава куќи. Еден од тија се навоѓа у Америка. Не ми текне како се вика и тој, мислам, ако не читав у весник, дека сакаше тука кај плоштад, да изгради еден голем хотел. Тахковиќ, така. Имаше уметници. Ке го споменам последниот македонски зограф. Димитрije Андонов Папрадишки. Првиот учител на прочуените наши сликари Никола Мартиновски и Томе Владимирски. Сликариве двајцава, како беше Личеновски и Мартиновски. Личеновски идеше со една мисна Југославија, Стана Матиевица викаше. Многу бедна фамилија, ама многу убава. Мисна Југославија беше од Скопје. Потоа ќе ја споменам Евдокија Доброхотова, оперска певица и сопруга на познатиот балетски уметник и педагог Александар Саша Доброхотов. Имаше еден Капетановиќ, така му беше презиме, и тој мене ме држал на колено и ме љујал. Јас се родив во истата соба кај што е роден Либеро Маркони, Слободан Марковиќ. Големиот поет. Лекарскиот состав го сочинува професорот Глигор Муратовски, наш познат пневмофтизиолог и татко на еминентниот наш диригент Фимчо Муратовски. Ќе го спомнам Ховсеп Бојаджијан. Тој е еден лекар, кој беше и мучен, кој беше лекар пар екселанс. Потоа познатиот скопски лекар Тома Јанев. Не можам да речам не, ја убаво ги памтам Дилевци. Овој голман што беше на Вардар у своје време, он имава кафана, бева угледни домачини и вака као може се побогати, да речеме, према мене и према нас. Во Ново Мало живееше најпопуларниот македонски фудбалер, ке речам, за сите времиња. Кирил Симоновски, Джина.
неговиот брат Цако, браќата Герасимовски, па имаше браќа Здравеви, па имаше Караджа, па имаше Асен Венинов, па и други ред имаше многу онако. Дишовци, Димишкови, Фенерови, тие Мандаровци и компанија, тие свите биле еснафи човеци. имаше професори. Еден од нив беше познатиот Љуба Петровиќ, историчар. Љуба Петровиќ, наречен консул, денес почива по алејата на заслужните граѓани на Скопје. Неговиот брат Аца Петровиќ, еден комунист, романтичар. Кога ќе видевме жандари во улиците на Ново Мало, знаевме дека идат по некој. Најбогати беа, еве, видите, Зеко Дураси. Мендубек, Бакали, Мамут Идрис, Еминбек, што рекол преска, нели Кумбараджилјан. Па рибареви беа, Шеќеринови, тие кожари беа, браќа Калаđevi, тие беа винари, тие беа мултимилионери тоа. И ке се собереле вака у суботу, у недели, кога ќе треба и татко ми, тога носеле појаси. Појаси и џамадани, лечиња со... И ке се соберат кај Пецкови, кај кафаната, ондека по едно паурче, шишенце ракија под бедеци, еве ова, ај зрами се, ај напи се, и така било. Иначе не биле они службеници, не биле службеници, чипчи. Би бил неправеден кога не би ги спомнал. Фурнаджиите Гиго и Спасе. Гиго фурнаджијата со репутација дека прави најубави симити погачи во градот. А тавите што новомалските домакинки ги печеа кај него, по неговото собствено кажување, има кора на која можел да застане петел од 5 кила на една нога. Во 30-тите години во Скопје постојат 350 места за искачање. Кафани, ресторани, анови, вински подроми, бифеа, пивници, пирти. Скопјани во тоа време толку многу пиеле, што група угледни и шокирани граѓани решиле да стварат нешто против овој порок, па формирале Сдружение за борба против алкохолот. Неколку места за искачање биле Ептен Ин. Една е кафаната Маргер, во која се мувал уметнички свет, а гостите ги забавувала руска мигрантка Наталија Вишњакова. Второ познато место е Парис, место собиралиште на трговци и градска елита. Во кафаната настапувал комичарот Шарло, а свирал джез оркестарот на Перица Пажин и руска група Орлов. Офицерите и воените лица се забавувале на приеми и на балови во офицерскиот дом со звуци на валцери и воена музика. Скопската средна класа искачала во кафаната Москва, каде што свирал
оркестарот на Пишта Мартин, а пееле Людмила Крушкова, Елизабета Мелјацки и Рија Регано. Тогашните дизелаши и народњаци меракли по фолк певајки си ги трошеле своите пари во кафаната Маврово, каде што играла некоја си арапска група на чочекли и чочекињи, начело со екзотичната танчерка Камила. Карактеристично за тоа време е модата на латиноамерикански ритмови, од која најомилена на скопјани им била румбата. Румба се свирала и се играла во кафаната Румба. Prvi niti treći, o njoj masa sad, u gradu bestekidno teče, svud život taj veki do moj, u jutro kasno veče, čuje se zvon, živi što masa te osreći, svoti put u Veligrad, i niste prvi niti treći, o njoj masa sad. Се наоѓаме на градскиот плоштад и порано овдека е било киното Аполо, кое е срушено, на негово место е изградена Народната банка, а веднаш до Народната банка била една пивница која се викала Маргер и е значајна по тоа што таму се одржувале првите модерни живи свирки во градот. Денеска тука се наоѓа еден ресторан во кој тешко се свраќа, неколку трафики и пензионери. Ево еден поминува баш. За досие Скопје од градскиот плоштад. Бодан Арсовски, CNN. По тоа Маргер беше најпозната. На Битпазар беше, Битпазар имаше кафана голема. За поелита беше Париз, онда српски краљ, Бристол. Onda malo imućni, onda ide u kasina, u Tri Jelena i Grand Hotel. Мојот покоен дедо, Ефто Цветановски, кога се вратил од Букурешт, ја направил кафаната Идадија 1928 година. Сите градови у светот имаат по некој свој знак. Речимо Кина го има кинескиот зид, Париз го има, ја има Ајфеловата кула, Скопје има Идадија. Ние у Чаир имавме меана, Трпчева меана, сите млади се собиравме тамо. Младоста тука не одела, карти сме играле, таблане сме играле, билјар сме играле и сега дури памтам билјар да играм. Ке се искочиме од Чаир 5 души, додека немавме љубовници. После кога имавме љубовници, еден натака, друг натака, па ќе се ставиме у Лила тамо, што ти кажев, каже црквата тука у Чаршија имаше сладкарница. А па ние одевме ја и бечарите, свити ми другари, кај има спунтови и пубави од билјардот, у Књажевац, кај Асо, на маршот Тито до 100.000 кошери, спунтот убаво одбиваше, знаеш, побаво билјард играме тамо. Ама губевме све. Не можеш стално да искочиш, не те пуштат, ќе искочиме тука до Пеко, тука не било онако ето. Корзо беше Краља Петра улица највише. Тука беше Корзо, после на Джавте, кај што е сега железено Шкоча Рацин, тој мостот на револуција или како се вика, не оти знам каде. И Джавте Корзо, тука беше навечер, тука кои беа посиромашки девојчија не можеа да дојдат на Корзо, тука си шетава. Тука, ама женските и девојчињата и мие со крпени пантолани и они со налани, ама има sastanak со момчето сега, оќе неќе мора да искочи. Природна ствар, нели тоа, нема тука љутиш. Малку е тешко да се каже како бил кафанскиот живот, али претежно, да не кажам 50%, било на вересија. Да речеме, имаше мои другари,
ќе застанат пред офицерски дом, ќе земе на чршкалица која ги доручкуе онутри рушел, а има sastanak со девојчето и он оддалеку го гледа него дека иде девојчето и он ги чачка зубите која ги рушел муда. А ја бев кога ќе влезам во офицерски дом, цапотот ќе закачам со девојката, ќе се оставам и кога ќе дојдам, келерот кога ќе ми ви одма, еве ти мајстор Андреја, маса, одма маса и одма ќе ми донесе пол кило вручо вино. Се знаеше дека тоа пијам, знаеше и бакшиш него ќе му давам после. Па матинеја имаше Соколана, имаше офицерски дом, имаше богами и у Метропол да убарат матине. Матине како ќе влезеш, сала голема од лева страна, маси за да седиш, од друга страна исто така, кој нема пари да седи на маса, си стои, си гледа, си онадуе. Имаше оркестри, тие исто валцери, нели, танга, за некој фолк строк, како се викаше, не ми текне. И други музики. А иначе, овија другиве вака музики, не може да се сетам све тачно. Не можам се светам оти бидејќи го пречекуруеле. Веројатно ги препознавате гробиштата Бутел, последната станица во животот на секој скопјанец. Овде, во парцела број 17, алеја 3, во гробот број 17, почива Георгиос Зорбас. Човекот по чија биографија е снимен славниот холивудски филм Гркот Зорба со Ентони Квин во главната улога. Истинскиот Зорбас никогаш не живеел на Крит и никогаш не бил рибар, како што го прикажаа во филмот. Бил трговец и живеел во хотелот Ловец. Во Скопје дошол 1926 година и останал до крајот на својот живот. Поседувал рудници во Драчево, во Зелениково, бил тврдокорен боем, најредовен муштерија на кафејаната Маргер, човек кој оставал големи бакшиши на скопските келнери и го давал својот накид на градските сиромаси. Умрел пролет 1943 година. На закопот присуствувале само најблиските пријатели, неговата љубовница, се разбира, неговата последна љубовница, скопјанката Љуба. Во романот посветен на Зорбас, писателот Никос Казанзакис ги опишал неговите последни зборови. Рекол: "Не се кајам за ништо. Ако помине некој поп и сака да ми исповеда, кажете му да го нема од тука. Ако сака и нека ме проколне. Многу работи направи во животот, а сепак ми се чини како ништо да не сум направил. Луѓето како мене треба да живеат 1000 години. Добра ноќ." Ова е еден од оние луѓе кои го создадоа митот за скопскиот ноќен живот. Затоа, кога ќе искочите во петок или сабот, ќе заглавите на шанк во некој од скопските кафејани до зори, частете по една тура и спомнете си за скопскиот грк Зорбас. Пред многу години, во времето пред големата војна, во еден град по име Скопје се живеела една убава девојка по име Марица Шими. Марица била најубавата девојка во тој град и во неа биле влюбени сите жители, и машко и женско. Марица секоја вечер си ги шетала облините по скопското корзо, па така жителите на градот неофицијално ја прогласиле за кралица на корзата. Ноќе Марица Шими водела двоен живот. Настапувала по елитните скопски кафејани под уметничко име Марица Џунгла. Во кафејаната секоја вечер доаѓале да ја гледаат двајца обожаватели.
еден убав офицер, пилот на Кралското воено воздухопловство и еден скопски касапин по име Ице Ташакот. Двајцата се додворувала, но Марица решила своето срце да му го предаде на убавиот офицер, отврлајќи ја љубовта да не среќниот Ташак. Ице почнал да пие, ги прокоцкал парите, ја запустил касапницата и сакал да се убие. Другарите му викале: "Немој бре Ице, млад си уште", но Ице не си ги послушал другарите и една вечер решил да се ги прекине маките. Се дотерал и отишол во кафеаната. Таму пеела Марица, убава како Богородица. Ја завршила песната, публиката започнала да аплаудира. Ице свечено станал од своето место, пришол до неа и од под палтото извадил голем касапски нож. Ице со ножот замавнал, Марица исплашена се повлекла на страна, промашил Ице и место во срцето ја погодил во бутат. Дотрчал офицерот, ја качил во пајтон да ја води кон војната болница во автокоманда. По патот кон болницата Марица искрвавела и докторите морале да ја исечат ногата. Кралицата на Скопското корзо станала инвалид. Не знаеме што станало потоа со Ице Ташакот и кралскиот офицер, но старите скопјани зборуваат дека Марица доживеала длабока старост. Починала во 90-тите години во истиот оној град Скопје кој што некогаш се воситувал. Што се сетив добро. 2 или 3 генерации пред мене, тие што бева, тога беше мода. Секој носеше бастам, стап. Така беше модерно и капа она сламена. Како се вика, жирадо. Мода имаше над колена, под колена, имаше и тога, имаше и до листови мода. Немаше на 2-3 години модата кој сега се менјаше. Немаше лептир машница, додуше вака речено. Немаше лептир машни, али со машна, посебно тегето дело, свечано тегето дело, онда овие што беа бан, секретар на театар, од театарот што беше, и некои трговци, они доважава во фрак. Со полуциндери. На ото татко му мајка му возеше. Прва кола со бели рукавици дама, прва кола она возеше. Иначе таксисти имаше само, немаше коли по Скопје да возат жени, но ни мужи не возеле, какви жени, ако сум била дете. Она Ташковичка беше прва дама. И се сеќавам кога кажувам за свадба, тамо се сум запишал, знам, нели, играат момчињата и стаповите им се у рука. Нели? И некое време ќе се скараат за нешто, за девојки или за нешто ќе се скараат и тепање со властавните. А ја па си имам специјално кондури со лак, од Грчка носева најубави кондури такви, и од тие кондури си имам за искачање, за демек лаковани кондури, половина лак, половина онакво е. Да, флизури, некои кратки, некои подугачки и пуштени, исто кај и сега. Исто и тога било. На флизер смишле сме се дотеривале. Ја не, тоа ја не сум носел, затоа што после
Доаѓаме на Кале. Ова зад мене е популарната македонска куќа. Македонската куќа е изградил архитектот Јосиф Михајловиќ по потекло од Западна Македонија. Кога на локалните избори 1929 година архитектот Михајловиќ станал скопски градоначелник, ја отстапил својата куќа на градот и така овој објект станал градска палата и градоначалничка канцеларија. Јосиф Михајловиќ е човекот кој во ова епизода го одбравме за скопјанец на деценијата. Тој е еден од најпопуларните скопски градоначалници во 20 век, избиран во 2 мандата, член на Скопскиот Ротари клуб, автор на еден од првите скопски урбанистички планови, човек кој го натерал Скопје да зачекори во Европа. Целосно го калдермисал градот, ги изградил првите асфалтни улици, држал предавања за модерната архитектура, а во негово време се изградени сите оние објекти кои го носат епитетот Старо Скопје. И во текот на својот живот и по својата смрт, Михајловиќ бил обожуван од граѓаните на Скопје. Рака на срце, повесниците од време на време ќе се јавила по некоја будала, која тврдела дека асфалтирањето на скопските улици е штетна и безсмислена работа. Дека модерните згради го нарушуваат традиционалниот изглед на скопските шупи и кумези и дека урбанистичкиот план на Михајловиќ има за цел од Скопје да направи Лондон во време кога државата е во економска криза. Арно, тоа не треба многу да не чуди, затоа што таквите групи граѓани и ден денес се јавуваат по разни вестници за да протестираат против идејата од Скопје конечно да се направи град. Во времето на кралството во Скопје постоеле на десетици фудбалски клубови. Најпопуларни биле Градскиот клуб Граѓански, Девармалскиот работнички, потоа ЖСК Југ, ССК, Партел Победа, Славија, Хајдук, Спарта, Вардар Топана, Балкан, Графичар и Олимпија. Најуспешен скопски тим бил Граѓански, кој во 1938 година успел да заигра во Сојузната лига, со што станал првиот македонски прволигаш. Сезоната е завршил на 9-то место со 7 победи, 3 порази, 2 нерешени, 16 бодови и гол разлика 32:57. Во 30-тите години скопјани биле светоци на една невидена атракција. Во градот доаѓа славниот акробат Драголјуп Алексик. За таа цел на градскиот плоштад бил подигнат столб висок 15 метри, под кој еден цигански оркестар изведувал штраусови валцери, а на него Алексик ја изведувал својата хазардерска екзибиција, наречена Столб на смртта. Sweet Marie, wait for me on a side street in old Paris, in the heart of Montmartre. Don't forget that you're my chérie. Од што се состоела неговата програма? Точка број 1. Алексик вози велосипед со едно тркало. Публиката страува. Дали тој ќе одржи равнотежата или ќе се струполи на градскиот плочник? Точка број 2. Алексик врзан во синџири, затворен во кафез, кафезот виси на јаже, јажето гори. Публиката обзема ужас. Дали Алексик ќе успее да ги раскине синџирите или пак заедно со кафезот ќе се смачка на скопската калдрма? Точка број 3. Алексик со заби се држи за села прикачена за авион колите над Скопје. Публиката во тотална паника. Дали неговите заби се појаки од силата на гравитацијата? Плакатот кој најавувал оваа атракција пишувал: Скопјани и скопјанки, во вашиот град ќе се одигра една бестрашна изведба, славниот Столб на смртта. Приредбата е страшна и ужасна, ги молиме оние со слабо срце и нерви да не доаѓаат. И покрај оваа опомена, скопјаните и скопјанките го преполниле градскиот плоштад. Но
се тоа било злоупотребено од ситниот криминалец Шакир, кој додека овие вџашено звериле нагоре, стручно оперирал по нивните торби, паричници и џебови. Тоа е, и за него знам. И поише знам него од свите. Драголюб Алексич работеше кај Драголюб Милковиќ Пепек, као бравар. Карши нас кај Зеленото пазарче. И од тука кога бидна он артист, кога бидна пожица доди, покасно е тоа. Тоа беше, така да не кажам, занимација поред онија ринги шпили што ни доважава, циркуси што ни доважава, Шулц што го влечева два автомобила, еден од една страна, други од друга страна, да го растегнати и така натаму. Па види, тој циркусот прв дојде, изгледа, дојде овде кај што е брв сега нашиот офицерски дом Јана армија, у продолжеток од биоскоп бивши нов ова Балкан, позади него, тука беше сега кога ќе се симнеш од кај ова киното култура, у продолжеток од лева страна одма, преку улицата Принца Ѓорѓа. Тука беше циркусот. После оно пола риба, пола девојка, кај него имаше една женска навлечена оно доле као риба и така дали. У некој провизориум, аквариум, така, она се брчка. А сме гледале од надвор, вака, како деца, ако се протнеш некако, лафои да видиш тигар, да видиш и такви некои работи. Акробати овија, по физкултура тоа да видиш, па ке чукаш и тоа е. Тој Шулц беше познат овде како снагатор. Он ќе легне на земја, ќе стават даски преко него и ќе дојде ауто, ќе прејде преко него. 1932 година, можда и 31 година, тука дојде еден Артур Штросмаер, као сега го памтам името уште, даваше представи по жица одење и вржана жицата горе кај бата. И отаде он идеше вака и ние народот чуе ова, чим ке чуе дека има нешто, нема кај да иде, па оди тамо да гледа. Онда имаше друг случај, за ногите ќе го вржат, имаше и за руки, еден ауто таму, еден ауто вамо, а он ги држи автомобилите, не можат автомобилите ни едниот, ни другиот да тргнат. А после имаше тие едни, вака, со каси, идева тука, збирава помош, да ме кој колку ќе даде. А па ние, децата млади, како ја и други треќи, па гледаш кај идат тие да собираат пари, па бегаш отаде, да не им даеш пари, па немаш пари. Нема тука љутиш. Мала, шкраве, од 30 години во Скопје лишени се од слобода следните лица. Трипо Ненков заради убиство на сопругата со револвер, извршено во афект. Јусуф Смајлагич заради фалсификување на тапија на земјиште лоцирано во Буњаковец. Касапот Бојовиќ фатен за време кога сакал да се фрли од камени мост во пијана состојба. Народниот пратеник Емин Бек Јашар заради организирано убиство на Мала, добро е, мала. Пиши што сакаш. Дали за овој период имаме и некакви литературни сведоштва? На линија го имаме
Авторитетот Данило. И ви кажам ја... Во својата книга Црното јагне и сивиот сокол, англиската писателка Сисили Изабел Ендрус алијас Ребека Вест го опишува својот престој во Скопје во 30-тите години. Кога бе во Атина, вели таа, запрашав некои луѓе. Од возот здогледав еден град кој се вика Скопје и кој има прекрасна тврдина. Дали вреди да го посетам? Тие луѓе беа антисловенски настроени, па затоа ми рекоа: да го посетиш Скопје, па што ти паѓа на ум? Тогаш решив да го посетам тој град за кој не знам ништо и за кој велат дека личи на пустина. Се симнавме на железничката станица, која се наоѓа во новиот дел на градот. Пред нас беше главната Скопска улица, калдармисана и слабо осветлена. Наликуваше на трговски центар во некој англиски индустријски град. Околу нас се ширеше топол јужен воздух и мирис на јорговани, остар звук на музика и македонска песна. Малите пајтони одзвонуваа по калдрмата, звонеа и петиците на луѓето кои одеа сите во еден правец, во црква на велигденска богослужба. Во црквата, изградена пред 100 години, велигденскиот обрек не заплисна со својата силина. Од сите страни одекна марморење на црковни песни отпеани од луѓе, чија вера никогаш не барала целибат од своите свештеници, ниту пацифизам од своите верници. Свечите се палеа од рака во рака, се додека целата црква не стана едно големо пламено поле. До мене стоеше една жена, селанка, облечена во јагнешка кожа со свеќа во грубите раце, со избраздено лице на византиска Мадона. Таа најверојатно поседуваше помалку и од најбедната жена на запад, но имаше во неја една работа на која секоја западна жена би можела да ја позавиди. Имаше сила, поседуваше дел од огромната камена сила на Македонија. Ова е Дебар Мало, скопска населба, изградена 20-30 години од овој век. Тоа е време кога Скопје започнува да го добива својот европски лик. Се поставуваат калдрмите по улиците, се гради скопскиот водовод, започнуваат да се градат скопските палати. 70 години после тоа се обидуваме на Скопје повторно да му го вратиме тој европски лик. Поплочуваме стари улици, се поставуваат нови, се градат нови модерни квартови, мостови, современи објекти. Се обидуваме да најдеме заеднички јазик, да воспоставиме некои нови правила на градско однесување. Се со единствена цел – Скопје да го чувствуваме како свој заеднички дом. И што се случило на крајот на оваа приказна? Во 30-тите години планетата Земја започнува да се вжештува. Во Америка избива голема економска депресија, во СССР започнуваат Сталиновите чистки, во Германија се раѓа нацизмот, а во Шпанија започнува граѓанската војна. Од друга страна, светот го опфаќа лудилото на джезот, жира до шеширите, француските шансони, кондури со гамашни, автомобилизам, интернационализам, космополитизам, надреализам. Скопјани и тогаш, како и денес, се труделе да бидат поблиску до оној поубавиот и попрогресивниот дел од светот. Меѓутоа, од таа работа не биднало ништо, затоа што во годините кои доаѓаат следува окупација, депортација, национализација, колективизација и на крајот од скопската граѓанска класа останале само спомени и сеќавања. Мада па сметјар, пошто други градови и тоа го немаат. Како било да било, ова беше Досие Скопје, 4-та епизода. Ви посакуваме уште една убава скопска ноќ. Jeden bakne pesni roi, jeden pogled bezbroj sni.
Moite želvi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nova nadeć, srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne seš? I da postoji ova mila nežna nadeć, za jeden tvoj mal sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roj, jeden pogled, bezbroj sni, mojte želvi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nova nadeć, srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit, ljubi me ti. Nema tajnivova mala sreća, da te ljubam, zar to ne seš? I da postoji ova mila nežna nadeć, za jeden tvoj mal sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roj, jeden pogled, bezbroj sni, mojte želvi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nema tajnivova mala sreća, da te ljubam, zar to ne seš? I da postoji ova mila nežna nadeć, za jeden tvoj mal sramežljiv bakneš, jeden bakneš,